Што рече генералниот секретар господја Гордана Змијанац, овој проект е наменет за деца од основношколска возраст и неговата основна цел е да создаде услови за активно и творечко анимирање на децата во нивното слободно време. Ова пред се заради тоа што тие се осмислени како место за дружење и развивање на детската креативност и творештво. До сега во овие работилници се анимирале над 3000 деца од цела Македонија, вклучувајќи ги и децата кои учествувале на патувачките ликовни работилници. Освен патувачките работилници, децата се вклучени во останатите како што се применета уметност, радиоаматерство, здравствено воспитување, филателија, оригама и литература, во просек по околу 20 деца чија што работа ја организираат и осмислуваат стручни лица волонтери. Интересот кај децата за работа на овие работилници е огромен, но детската амбасада за жал не може сите да ги опфати, бидејќи нема доволно простор. Доколку бидат обезбедени просторни услови за работа, постои интерес да се организираат и во другите градови. Меѓутоа беше нагласено дека сепак основниот проблем на детските работилници е како да се обезбеди финансиер на проектот. До сегашното работење се должи благодарение на спонзорите и донаторите од земјава и странство, но тие средства се помали и недоволни за подмирување на основните трошоци. Но дека надежта нашето општество или некоја странска фондација ќе дадат финансиска поддршка се уште постои. Новинарите меѓу другото беа информирани дека Генералниот конзулат за Република Македонија на првата детска амбасада во светот, согласно одлуката на колегиумот, извршил промена на името, односно го издигнал нивото на генерален конзулат во амбасада. И според решението на Министерството за внатрешни работи, точното име на асоциацијата гласи Прва детска амбасада во светот Меѓаши. Ова светско детско движење беше